е во смирување. Во консултација со Комисијата за заразни болести решивме да одредиме засилен здравствен надзор за постакутната фаза. Значи, еден алерт до матичните лекари, до здравствените институции во Гостивар, да сега фокусот го стават на следните предизвици. Пред се наследење на хепатит А и Е, меѓутоа и други заразни болести кои може да се јават на опашката на гостиварската епидемија. Во врска со тој засилен здравствен надзор ќе бидат испратени соодветни упатства до Центар за јавно здравје, до здравствените установи, до матичните лекари, а ќе бидат дадени насоки за комуникација со населението. Клучно е да има рано препознавање за да можеме да реагираме соодветно, а здравствените установи се веќе подготвени во смисла на капацитет за тестирање на третман. На инфективната клиника се регистрирани 5 пациенти заболени од западно-нилска треска. Кај тројца се очекуваат резултатите. По критична состојба е еден од 5 мината, кој се наоѓа и на интензивна нега. На клиниката за инфективни болести се хоспитализирани 5 потврдени случаи со западен Нил вирусот и 3 за кои очекуваме резултати, кои се во тек во Институтот за јавно здравје. Значи, кај сите пациенти е диагностицирано невроинвазивна форма на вирусот западен Нил. За жал, еден постар болен, 76 годишен, пациент, тој е потешко болен и е на Центарот за интензивна нега. Пациентот е на респираторна поддршка заради тоа што кај него е покритична состојбата. Додека другите пациенти се стабилни и се префрлени во оделот за невроинфекции. Симптомите се висока температура, силна главоболка, значи конфузност, агитираност на кај пациентите и нормално тие се манифестации невролошки кои се причина тие пациенти да се јават на лекар, да се побара лекарска помош, потоа соодветно се упатуваат на клиниката и нормално кај нас веднаш се поставува диагноза дека е воспаление на мозокот и мозочните обвивки. Многу е важно да се напомене дека ова инфекција не се пренесува од човек на човек, туку само преку уботот инфициран комарец. Првите симптоми, тоа зависи, иде до 14 дена, може инкубацијата да трае и кај некои од пациентите, тоа што го напоменав и во почетокот, е лесна клиничка форма, дури има и асимптоматски облик на болеста. Најтешката форма е невроинвазивната, како што е кај овие пациенти. Тоа е 1% од сите случаи, но за жал во нашава држава веќе се зачестуваат овие случаи. Премиерот Христијан Мицковски денеска се осврна и на актуелната состојба околу горивата, секако и она што значи дека владата ја следи состојбата и дека во следниот период соодветно ќе реагира. Да слушнеме изјавата. На 2 недели се анализираат акцизите. Сега завршува онаа втора половина од месецот и веќе во понеделник ќе направиме просек за практично за втората половина од месецот. И врз основа на тие параметри ќе се делува на цената на нафтените деривати. Добро е што 2 дена поред паѓа цената. Денеска се стабилизира некаде околу $85-86 за барел. Така што веќе следната недела очекувам поголемо намалување на цената на дизелот и на бензините.
Но на кое што е важно, а тоа е дека ова е берзански производ, сите ние државите купуваме од исто место, а ние како држава имаме убедливо најниска цена на дизел горивото и на безоловниот бензин во регионот, па и во Европа, би рекол. Добро, како влада планирате нешто, мислам некоја мерка да намалите ДДВ на пример? Па тоа зборувам, чекаме да се затвори до 31. Веќе еднаш интервениравме со акцизите. Сега чекаме оваа недела да се заокружи 31 јули, втората половина од месецот, таков е законот, и дури потоа да носиме дополнителни мерки. Во акција на царинските службеници на граничниот премин Богородица при контрола на товарно моторно возило пријавено за транзит, откриени се и запленети 5000 штеки цигари во вредност од 9 милиони денари. Возачот на камионот, српски државјанин кој се обидел да ги криумчари цигарите, е приведен и против него е поднесена кривична пријава во Основното јавно обвинителство Гевгелија за сторено кривично дело криумчарење. Со камионот пријавен за транзит од Грција за Србија, согласно приложената документација, биле превезувани градежни материјали, камена волна. При извршената детална контрола, царинските службеници на палетите со пријавената стока откриле 100 необележани кутии со по 50 штеки цигари, односно вкупно 5000 штеки цигари без акцизни маркици кои не биле пријавени. Со оваа акција, Царинската управа ги потврдува своите заложби за сузбивање на нелегалната трговија со цигари и криумчење преку граничен криминал во меѓународни размери. Премиерот Христијан Мицкоски денеска беше во посета на општина Илинден, каде изврши увид на градежните активности на нов стадион, инфраструктурни проекти и патна инфраструктура. Имавме можност да направиме една обиколка низ општината, каде што се работат многу проекти во моментов. Имаме една градежна офанзива, едно градежно лето. Имено се работи за комплетно новоизграден стадион на постоечко старо игралиште, каде што минатата година инвестиравме во изградување на комплетно нов терен на вештачка трева, современ, по FIFA и UEFA стандарди, а годинава се работиме на изградба на нова трибина со капацитет од 1100 гледачи и со подтрибински простор, со нови модерни сооблекувални простори за официјални службени лица, магазински простори и така натаму. Сакам само да се надобрзам на инвестициите во градинката, каде што и се наоѓаме. Имено денеска ја ставивме во употреба целосен нов објект. Тоа е нова централна кујна за потребите на градинката, но и за потребите на основните училишта. Имено е овој нов објект, централна кујна на градинката е со квадратура од 300 квадрати и ќе има капацитет за 800 оброци на ден, односно ќе ги задоволува потребите на сите дечиња што ги има во градинките, но воедно ќе ги задоволува и потребите на дечињата кои што се наоѓаат во целодневен престој во основните училишта. Оризопроизводителите од Кочанско предлагаат право на увоз да имаат само регистрирани земјоделци со уредно пријавени површини во ресорното министерство, како и корисниците на субвенции за оризопроизводство. За целосна контрола од страна на државата би се издавала и специјална потврда за увоз. Производителите од Кочанско бараат државата да им овозможи слободен увоз на препарати за заштита на оризот од плевели, болести и штетници, со цел да се намалат трошоците и да се зголеми конкурентноста на домашното производство. Во моментот, земјоделците се принудени препаратите да ги купуваат по значително повисоки цени од оние по кои се продаваат во земјите каде што се произведуваат. Во одредени случаи, цените на македонскиот пазар си до 2 пати повисоки, што сериозно ги зголемува производните трошоци и ја намалува економската исплатливост на оризопроизводството. Доколку ни дозволат на ваков начин да си ги внесеме препаратите, тие ќе бидат легално пријавени на граница, ќе се плати и за нив царина, данок, се она што иде, што следува. Меѓутоа, повторно кажам дека и во тој дел кога се ќе платиме, ние ќе имаме поевтино производство. Бидејќи сега ги плаќаме дупло повише. Имаме информација дека ако еден препарат кошта 100 денара, таму кај нас се прода веќе до 150, 200 и 300 денара. Тие предлагаат право на увоз да имаат само регистрирани земјоделци со уредно пријавени површини во ресорното министерство, како и корисниците на субвенции за оризопроизводство. За целосна контрола од страна на државата би се издавала специјална потврда за увоз. Тие препарати сега што ги третираме ги внесуваат на црно
од другите држави, тоа е Грција, тоа е Турција и останатите држави што произведуваат ориз и за жал истите препарати ги внесуваат тука, меѓутоа земјоделци ги плаќаат 2 пати, 3 пати поскапо од она што може да си купат од самата држава од кај што ги произведуваат. Оние препарати што се регистрирани во Република Македонија, кои може да се користат и не се штетни за здравјето на луѓето, да тие може да се ги внесат и самите земјоделци. Оризарите очекуваат надлежните институции да ги разгледаат нивните барења и да преземат мерки што ќе им овозможат пофер услови за набавка на препарати, како што е случај во повеќе земји од регионот и Европската унија. За Сител, Трајан Ристовски. По положение следуваат и вестите од светот.